На брегот на Охридското езеро, на Карпа, е изграден Свети Наум, еден од најубавите манастири во Охридскиот регион. Храмот се наоѓа во близина на македонско-албанската граница на 30 на километри од Охрид. По распарчувањето на територијата на Македонија на 4 соседни држави со Букурешкиот мировен договор од 1913 година, манастирот Свети Наум станал цел на присвојување. За ова духовно светилиште на почетокот од 20 век се водила долга дипломатска борба на која држава да ја припадне манастирот. Албанија и Србија скоро една деценија воделе преговори за поставување на меѓусебната државна граница и на чија територија манастирот да припадне. Почитувани гледачи, ве поканувам во следните 30 минути заедно да ги проследиме помалку познатите историски факти, заедно да погледнеме како течеле тие преговори за манастирот, како припаднал и останал на денешната територија на Македонија. Наумовата црква е изградена во 900-та година, посветена на Свети Арханџел и Михаел, подигната од Свети Наум Охридски, соработник на Свети Климент Охридски и ученик на браќата Кирил и Методија. По неговото упокојување, Свети Наум бил погребан во нејзината внатрешност во 910 година. Наумовиот манастир и црквата на Свети Архангел, како и Климентовиот манастир и црквата Свети Пантелеимон во Охрид се првите споменици на словенската црковна архитектура и уметност во Охридскиот крај. Градена е со основа во облик на триконхос, односно на листна детелина. Во 1955 година професор Димче Коцо прави археолошки ископувања и ги открива остатоците од првобитната црква, што била изградена во 9 век. Професор Димче Коцо ја расветлува загадката на Наумовиот манастир. Првобитната црква во турскиот период била урната, а врз темелите на првобитната црква меѓу 16 и 17 век била изградена денешната црква, доградувана и проширувана во неколку фази. Исклучителна уметничка вредност има иконостасот во централниот дел на црквата, работен во плитка, стилизирана резба во дрво. Бил завршен во 1711 година, истовремено кога настанале и иконите, кои се дело на зографот Константин Еромонах, што инаку е забележено во долниот дел на престолната икона Исус Христос. На столбовите во припратата на Наумовата црква се наоѓаат 2 кирилски и 1 глаголско-кирилски надпис, графити од крајот на 10 и 12 век. Овие надписи, оставени од духовни лица, се значајни документи за најстарите словенски писма, глаголицата и кирилицата во Охридскиот крај. Во Втората Балканска војна почнало распарчувањето на територијата на Македонија од страна на 4 соседни држави. За манастирот Свети Наум се водила долга дипломатска борба. Албанија и Србија долг период спореле на чија територија манастирот да припадне. Подсетува на тие трагични моменти од нашата историја професор доктор Павле Митрески. Знаете, во принцип, секој еден народ, секоја една нација мора да има одредени територии, граници. Тие граници низ вековите се менувале. Се менувале по мирен или по борбен пат. Македонија во тие движења географски, етнички, верски, економски и така натака, навистина претрпувала турбуленции низ многу векови, а нарочито во текот на 19 и почеток на 20 век, кога националната свест кај европските, па и кај балканските народи се јавува за своја самостојност, меѓу кои и македонците. За жал, таа борбена самостојност низ крајот на 19 век и почеток на 20 век тешко се одвивала во интерес на Македонија. Посебно поради тоа што
pojedini balkanski zemlji bile živo zainteresirani da je dел од Македонија. За македонскиот народ, првата и втората балканска војна се крајно трагични. Тие две војни се трагични, штетни за македонскиот народ, бидејќи по влијание на големите европски сили, било на една, било на друга страна, кои беа поделени и влијае Балканот, односно Македонија, да биде поделена за да ги задоволат апетитите на поедини балкански буржуазки држави, што туку се формира во текот на 19. век. 21. Грција, Србија, во текот на Берлинскиот конгрес, Бугарија се добива исто така самостојност и во 912 година и Албанија. Новоформираните соседни земји, како гаврани се нафрлиле врз македонската територија и започнале дипломатски игри за нејзино парчосување. Македонија беше поделена меѓу Грција, која доби 34.356 квадратни километри, Србија 25.000 квадратни километри и Бугарија 6.700 квадратни километри, а еден мал дел доби и Албанија. Македонскиот човек, македонскиот народ се нашол на една голема раскрсница и немоќен. Немоćноста се покажа во многу сфери од животот на македонскиот народ, не само воени, борбени, соучество со све, меѓутоа меѓународните фактори и договори одеа во штета на македонскиот народ. Токму на тој план, после Букурешкиот мировен договор, кога е поделена Македонија, дел на Вардарскиот дел на Србија, Егејскиот дел на Грција, Пиринскиот дел на Бугарија и дел од на Албанија, малиот дел на Албанија. И во тие поделби, кога се извршени со меѓународните договори, се наредуваат пошто пото да се формират и граници, што е и нормално. И во тие борби за границите навистина настанува една голема дипломатија меѓународна со учество на повеќе сили и влијанија, кој дел колку да припадне на овие држави што ги спомнав. Посебно нас не интересира за овај дел од Западна Македонија, односно за регионот Охридско-Струшкиот регион према Дебар и према Преспа. Почнувајќи од 1913 па се до 1925 година се кршеле копија за поделба на манастирот Свети Наум и за Охридското езеро. Посебно се водат борба за Охридското и Преспанското езеро, а во тој комплекс спаѓа ова здание прекрасно, манастирот Свети Наум од 10 век, здание кое што зборува за вековната обстојување на македонскиот човек, чии зидини и ден денес не подсетуваат на тие минати долги векови. И токму тие држави воделе борба како да дојдат до овој манастир и до ова парче земја и дел од Охридското езеро. Големите сили предводени од Франција, Русија, Велика Британија од една страна и од друга страна Австрија, Унгарија, Италија и Германија формирале меѓународна комисија за распарчосување на македонската територија.
Германија и Италија тие водат сметка што повеќе да припадне од овај дел на Охридското езеро на Албанија, што туку беше формирана. Другиве сили беа неутрални да се најде начин да се реши прашањето побезболно и во тие комисии се учествуваат и јавно, државно, а некогаш и тајно. Јас имав прилика да дојдам до документи од Министерството за надворешни работи на Кралството на Србија, бидејќи Кралството на Србија до 1919-20 постои, и во тие документи дојдов до едини дипломатски извори и податоци кои што недвосмислено зборуваат за големата активност на српската влада, посебно на Никола Пашич, пошто пото он е заинтересиран све да се даде, само манастирот Свети Наум да остане во рамките на тогашна кралство на Србија. Преговорите и договарањата околу поделбата останале во тајните дипломатски списи. Во нив биле евидентирани следните факти, набројува професор Митрески. Тројца представници од Белград се испратени кај окружниот началник во Охрид. Јован Ќирковиќ бил. Тој е доста писмен човек, правник е и владее долго време и ги познава приликите во овој регион. И политички, и државно, и како го сакате. Доваѓаат кај него и Пашич наредува да се врши преговори со пашите Есад Паша од Албанија и тие се меѓусебно се јадат поедини племенски. Постојат Геги и Тоски. Гегите северна се страна од Албанија, Тоските се јужна. И кој да дојде што побрзо на власт меѓусебно. Некако врските се поставени по тајни канали со Есад Паша и барат да се сретнат овде, да водат преговори како да се изврши поделба. Договорите за поделбата се одржувале во строга тајност, потенцира професорот. Најверојатно во таа тајност на работата што ја обавуваат мисијата на владата српска, веројатно играти некоја сума на пари и оружје давање, помош. Тоа е тешко да се докаже, меѓутоа помое е присутно. Доваѓаат во Охрид и бараат строго да биде тајно. Прво покушале да држат преговори во Струга, меѓутоа не се сложиле. И тие барале овде во манастирот Свети Наум. Дента и ноќта монасите и другите службеници што биле овде на служба во овај манастир ги тераат надвор, ги селат. Таа ноќ никој не сме да постои освен војни лица. Доваѓаат тука со коњи, немало ко сега коли, него со коњи доваѓаат, во кои што учествуваат окружниот градоначалник Ќирковиќ, началникот на Охридска околија, началникот на Струшка околија и представници од Албанија, од начело со Есад Паша. И тие доваѓаат овде, од кај нив има 3-4 представници, тајно влегуваат овде, ноќта негдека до 4-5 сатот прават преговори.
Во 1913 година дел од тие тајни преговори се случувале и во самиот манастир Свети Наум. Во тие преговори и продолжуваат после 14 натаму. Во тие преговори што се држат овдека, повелечи лево, десно, кај да биде, што да биде границата, а најповеќе борба се води токму за овај манастир и за дел од Охридското езеро и некои села што се на денешна Македонија и Поградец и Сарова има едно село тука и Тушемиште, тој дел да припадни барале кај нас. Меѓутоа не доваѓало во предвид и најпосле, после преговори лево-десно, тие се сложиле барем да се дел да добие Албанија од Охридското езеро и зеле правец линијата да биде село Лин, кај Радожда се наоѓа, денес е во Албанија, и токму овде да помини по овај рит, кај што е денес царината тука, по ова брдо да се качи по планината и према Преспанското езеро. Успеале да дојдат до таков еден заклучок и се сложиле да потпишат писмено двете страни. Се договорили тој писмен документ, со коњите се враќаат, тие одат во Албанија, тие се враќаат во Охрид и во Белград се враќаат и останува документот во дипломатијата, тајно игра цело време. Додека не се конечно оформи со меѓународен договор. Професорот Митрески, документите од преговорите до кои дошол ги објавил во книга. До истите документи дошла и ги објавила и Калјопи Наска, универзитетски професор од Тирана. Таа напишала книгата Дипломатски документи за историјата на Свети Наум, која заслужува внимание, вели нејзиниот македонски колега. И таа има документи напишано, дипломатски документи за историјата за Свети Наум. Навистина многу добро, оригинално и заслужува внимание и захвалност критички, да речам така. Првиот документ кој што е во тој дел што се однесува за токму ова граница за овај манастир, ја успеав да го преведам. Во него, покрај другото, пишува: границата ќе започне од јужниот брег на Охридското езеро, среде манастирот Свети Наум, кој ќе остане надвор од Албанија. Значи, вон Албанија и селото Старова и на почетокот ќе ги следи висините, кај што кажувам, новие брда. Значи, истиот документ влегол во некои архиви во албанската влада, во албанските првенци, и тој документ го чувале и албанците. Еве го оригиналот е овде објавен, а и кај мене објавен, што ме радува, што двата документи се навистина, да речам така, уникатни, али вредни за нас да се сочува овај манастир. Зошто толка борба се води? Манастирот е свето место. Манастирот е историја на еден народ. Поготово што се наоѓа на една од најубавите места, манастирите се градат таму кај што има води и убава природа. И овде просветата преку Наум и Климент од Охридското зрачи не само низ Македонија, него на Балканот и во светот. И зато овде ние сме добиле таква еден интересен, да речам така, една интересна ситуација, корисна. И сега продолжува преговори, почнува Првата светска војна, 1914 година. Преговорите негдека до јуни траат меѓусебно, доваѓа и еден
Незир од Албанија бара помош од српската влада, бидејќи овде се водат 913-14 година војни и бара Чемал Ефендија, еден од водачите на тоа востание од Елбасан, бараат помош за да се водат борби меѓусебно. Не може. Тој бара, таа помош ја бара од српската влада. И тој доваѓа 14 година да води преговори. И тие преговори што ги води со представниците на српската влада, исто така се тајни. Покрај другото, он бара прво Чемал Ефенди сакал да воспостави контакт со грчките и со српските единици, бидејќи имал опасност да му влезат грците во Корча. Второ, молба за српската влада да го снабде со оружје. Трето, да воспостави врска со сите повидни албански луѓе да му помогне српската влада во должината на границата од Мала Преспа па све до Пишкупеја до Дебар да му поможи. Да му помогне и во храна и во оружје. Четврто, да му дајат на располагање неколку официри и по име кажуваат Џафер Ќура и Џелалбек Љубовиќ да бидат во нивните единици за да може да ја одржуваат врската. И таа тајна втора спогодба што е праена во текот на 28 јуни е исто така објавена. Државната граница помеѓу двете земји се поставила на потег од Лин, манастир Свети Наум. Така манастирот останува во рамките на кралството на србите, на хрватите и словенците во 1919 година, а многу македонски села кои се протегали покрај границата остануваат на туѓа територија. Сега се води борба после 20 година, после Версајскиот мировен договор, наредба границите да се определат пошто-пото и се формирани разни комисии. Од овие држави што ги спомнав, било од една, било од друга страна, нарочито комисии се формирани токму за овај манастир пошто-пото, што помарго да се реши, бидејќи се води борба. И најпосле, да не одиме поќе години, се држале состаноците, едно е во Италија, те на друго место, на трето и така натака во одредени години. И на крајот 1925 конечно се решава онака како што бил решен по тој записник 913 година и 14 овде во манастирот Свети Наум. Борба се води и за неколку села. Нарочито се води борба, Дрим го барале да биде граница, Црн Дрим до Албанија. Меѓутоа не се дава и остануваат од посртот на планината Јабланица, многу наши села остана на другата страна, исто така и кај Преспа остана околу 24 села, а овај манастир, свето место, останува овде. Жителите од околните села кои живееле во пограничниот појас болно ги доживеале поделбите, напоменува историчарот. Било на една страна, било на друга страна, бидејќи се земале, давале, мажење, женитби. Ево, мојата мајка е од Клење. Мојот дедо е од Клење. И Кленковски се презиваат, дојдени во Вишни. И така натака. Еден класичен пример, што ме подсетивте. И тие, и денес имаме роднини таму, ние. Тоа го има и од Модриш, тоа го има и од Старова. Ари Старова, овај Луан Старова, писателов. Неговиот татко се вика Ари Старова, беше адвокат, заврши во Цариград адвокатура. Тој знаеше прекрасно
Ја бев пријатели дома Еспан стариот, во свое време ми преведуваше турски документи. И тој е од Старова село. Дојдење во Струга и од Струга се преселие во Скопје. Така да мешавина на луѓето постојат и тоа е било и ќе биде. Меѓутоа, во тие моменти тешки, бидејќи војни се одигруваа, замислите од 912 година, па земи го Илинденското востание, па Уријето 908 година, па 12-та, 13-та година, па 14-та све до 20-та година борби, тој народ е исцрпен. Тој е народ гревој. Нема да јади. Се краде, се убива и така натака. Така да трагично го почистуваа. Тоа е комисии од европскиве големи држави и некои од комисиите доваѓа на овај регион, од Пишкупеја па све до Пустец, до делот на грчкава територија, по селата одеа лично, тајно се одеа по 20-тројца, да разговараат како зборуваат, на кој јазик, и не ги прашуваат селаните што зборуваат, кој се, што се, кај припаѓа, на која нација, држава, ентитет, ништо. Само си ги слушаат. И зборуваат тие на својот мајчин јазик, си зборуваат и овие бележат. Во тоа село така, во тоа село тој и така натака. Такви патувања ги има од Пишкупеја во Дебар, во денешниве наши македонски села, што се наоѓаат во Долни и Горни Дримкол, и од другата страна, оние села околу 24, меѓу кои Требиште, Кленје, Стеблево, што ги знам некои села од таму што се, едно чудо села остана на таа страна, денешна Албанија, и овде Лин, па доваѓат Старова, Пустец и другите села, се утврдуват конечната граница. По завршувањето на поделбите, по посета на Охрид и манастирскиот комплекс, дошол и српскиот крал. 925 година кралот кој се склучи договорот за конечна припадност на овај манастир во кралството на Срби, Хрвати и Словенци, кралот Александар доваѓа 925 година и овде со коњи е донесен тука, тога немаше, со чејз коли, джипој не оде, и е дојден овде да го посети овај манастир. Тоа значи му дават една голема тежина, му дават, што е и точно, затоа што овај манастир е голем, одиграл ни животот голема просветителска и верска улога. Професорот Митрески е мощно чувствителен на поделбите кои се случиле во тој историски момент и предупредува да се извлечат поуки од минатото. Со границите да не се играат. Ќе мениме овај град, ова село, едно друго. Секое менување на граница раѓа рак рана, раѓа борби, раѓа смрт на луѓе. Поубо да се борат со политички план, друго економски план, а границите менување е катастрофа и за едни и за други страни. Ја мислам, че се најдат умни луѓе еднош да престанат со такви пропаганди. Административните делби што се направија од 1990 наваму, нарочито последните делби, административни, не се свесни дека тоа е штета. Народот го делиш, народот му правиш раздор. Еве се покажа на дело. Погледајте некој Струга, Кичево и селата. Видите како дојде ситуација. Кој е крив? Политичките партии.
Остави го народот, нак си живее, нак си разменува добра, културни, економски, своји, тоа си го правит на еден културен начин, а го правеле низ вековите. Политиката нак се гледат од друга страна, а не народот да го мачиме на, да речам така, и политички, и културно, и не знам како да речам. Јас сум во години човек, али тоа го почувствувам не само јас, и другите граѓани, било македонци, било и албанци. Со албанци сум, многу имам пријатели албанци, кога да правиме муабет, просто и тие не го сакаат тоа, да знаете. Никој не сака, бе. Кој сака војна? Кој сака да гини синот, ќерката, децата да му гинат? Никој не сака. Треба да бидеме свесни. А тоа може само со добра политика. И не треба граници менување и размена на територии. Тоа е греф. Може да гробоите на моите предци се таму и таму, сега нема, тоа ќе биде од ового и од оного. Замислите, само така ете идеолошки да гледам, верски да гледам, што значи тоа. Без разлика кај е, што е. И затоа не случајно Германија и Франција се бореа. И тие граници ги равчисти. А ние уште со тие малограѓански действија се меткаме меѓу себе, се тормозиме без потреба. Една поговорка вели: во несреќа среќа, па така и во тие трагични моменти од нашата историја, голема среќа е што сепак манастирот Свети Наум останал таму каде што припаѓал низ вековите, на македонска територија. Ова духовно светилиште на 3 јули секоја година, како и во минатото, така и денес, е едно од најпосетуваните места од верниците, без разлика на религиската припадност. Верниците доаѓаат, се молат и веруваат во моќта и чудата на светецот. А за чудата кои се случувале во манастирот Свети Наум Охридски чудотворец постојат многу сведоштва. Тие се жив доказ за светоста на овој храм, чудотворната моќ на моштите на Свети Наум и почита на верниците кон овој светител. Еднаш дошле некои калуѓери од Грција да ги украдат моштите на Свети Наум. Игуменот ги примил и угостил, не знаејќи за нивната намера. Дозволил да преноќат во гробницата на светителот, бидејќи многу болни и поклоници тоа го правеле. После вечерата тие влегле во гробницата со своите торби, во кои под книгите сокриле лопати за рушење и откопување на гробот. Се заклучиле и кога сите заспале во манастирот, почнале со својата намера. Но никако не им тргнало. Тие успеале само да скршат од каменот на гробот. Одеднаш, рацете и целото тело им се фатиле, така што не можеле да се помрднат, туку секој останал во онаа положба во која што се затекнал. Утредента, параклисерот и игуменот имале што да видат. Сликата била невидена и страшна. Калуѓерите кратци стоеле, клечеле или седеле како камени кипови. Како кој замавнал со својата справа да удри во плочата, така се фатил и останал како скаменет. Игуменот започнал со молитва, се додека кратците не се отпуштиле и помрднале. Им се одврзал и јазикот и со срам и покаяние се исповедале. Кажале дека некој на тоа ги наговорил. Потоа отишле од манастирот, фалејќи и благословувајќи го Бога и пренесувајќи ја славата на Свети Наум чудотворец по светот. 1000 години лежат моштите на светителот во манастирот. Повеќе пати правени се и честни и нечестни обиди да се поместат, но секогаш без успех.